Утрински стихови од Библијата. 4 јули. Во Тебе се надевам, бидејќи Ти ќе ме чуеш. Зашто, о Господи, на Тебе се надевам. Ти ќе ме услишиш, Господи, Боже мој. Псалм 38:15. Мораме многу да се молиме, ако сакаме да напредуваме во божествениот живот. Кога пораката за вистината беше првпат објавена, колку многу се молевме. Колку често гласот на посредничката молитва се слушаше во одајата, во шталата, во овоштарникот или во шумата. Честопати поминувавме часови во искрена молитва, двајца или тројца заедно, повикувајќи се на ветувањето. Често се слушаше глас на плач, а потоа глас на благодарност и песна на величање. Сега, денот Божи е поблиску отколку кога првпат поверувавме. И треба да бидеме посериозни, поусредни и поревностни отколку во тие први денови. Нашите опасности се поголеми сега отколку тогаш. Душите се позакоравени. Сега треба да бидеме исполнети со Духот Христов и не треба да мируваме додека не го примиме. Молете се. Да, молете се со непоколеблива вера и доверба. Ангелот на заветот, нашиот Господ Исус Христос, е посредникот кој обезбедува прифаќање на молитвите на неговите верни. Преку природата и откровението, преку неговото провидение и преку влијанието на неговиот дух, Бог ни зборува. Но тоа не е доволно. Ние треба да ги излееме нашите срца пред Него. За да имаме духовен живот и енергија, ние мора да имаме вистинска заедница со нашиот небесен татко. Нашите умови можат да бидат привлечени кон Него. Ние можеме да размислуваме за Неговите дела, за Неговите милости, за Неговите благослови. Но тоа се уште не е во најпотполна смисла заедница со Него. За да имаме заедница со Бога, ние мора да имаме да му кажеме нешто што го засега нашиот реален живот.